Средствата предвидени од владата за заштита на животната средина, кои се само 0,4% од вкупниот буџет на државата, поттикнаа остри реакции кај неколку невладени здруженија кои се занимаваат со еколошки проблеми. Тие остро ја критикуваат владата и премиерот Зоран Заев затоа што според нив износот кој е доделен од буџетот за загадувањето на воздухот јасно зборува за несериозноста на владата во борбата против овој проблем. Активистите бараат зголемување на буџетот на 2,5%. Во спротивно се закануваат со радикални протести. Предложениот буџет за 2018 година кој одредува само 0,4% за заштита на животна средина, знаејќи ги децениските проблеми кои ги имаме, кои се натрупани и кои само се таложат една врз друга и не се решаваат, то ние бараме да има слух од другата страна и да се излезе во пресред за да почне да се решаваат сериозно. Владата пред да дојде на власт ветуваше дека приоритет ќе биде здравата животна средина и чистиот воздух. И сега е на нив да кажат дали на вистина тоа го мислат, затоа што со ваков буџет не се дава таква слика. Сметам дека проблемот со загадувањето веќе во целата држава, а не само на тие 16 точки кои ги напомена мојата колешка, станува веќе нешто кое можеме да го наречеме елементарна непогода. И доколку во оваа елементарна непогода оној кој е најповикан не преземе ништо, ние не ни останува ништо повеќе освен после средбата вечерашна кај премиерот господин Зоран Заев да преминеме на оној последен институционален чекор, тоа се вика барање и тропање на вратите на меѓународните судови, бидејќи, како што кажа колешката, државата наша е потписник на многу декларации и конвенции и ништо друго не ни останува освен тоа и можеби паралелно некакви протести, но не онакви протести како што досега ги правевме со аплаудирање, викање и молење. Представниците на граѓанскиот сектор побараа од премиерот да ги исполни ветувањата дадени пред парламентарните избори што се однесува до решавањето на проблемот со загадувањето на воздухот. Инаку со години наназад Македонија се соочува со алармантно ниво на загадување на воздухот. Најтешка ситуација е во текот на зимата, а најзагадени градови перманентно се Тетово, Куманово, Битола, Кичево, Велес и многу скопски општини.